civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Pa vidite, Bošnjacite se една од ретките заедници на која во почетокот на минатиот век со декрет им е укинато правото на национално изјаснување и правото на мајчин јазик. Така да после тоа помина еден временски период од некои 90-100 години, каде што бошњаците немаа право да се изјаснуваат онака како што се чувствуваат, туку секогаш им биле наметнувани некои називи, како што се во прво време дали срби со муслиманска вероисповест или хрвати со муслиманска исповест, а потоа за време на Југославија и како муслимани со големо М. Значи, верската назнака на еден народ беше користена како нивна национална ознака и така да од таа причина ние бидејќи имаме последици и денеска заради тие работи што се случувале во минатото, беше битно за нас како народ да настапиме со оваа кампања, бидејќи се уште има конфузија во народот во поглед на националното изјаснување, намерна, ненамерна и слично, така да ни беше потребна оваа кампања, битно е бити бошњак. Па пред се ние направивме едно координативно тело за пописот 2021 година, каде што членуваа сите невладини бошњачки заедници. Да не ги набројувам сега сите организации кои учествуваа, меѓутоа дефинитивно сите познати бошњачки организации кои делуваат во Република Северна Македонија беа вклучени во координативното тело и во неговата работа. Со тоа што земавме пример од пописот во Босна и Херцеговина, каде што невладиниот сектор ја правеше таа кампања, за да кампањата не биде, да кажеме, вплеткана во тие дневно политички теми, туку да биде само за пописот. Секако добивме и политичка и институционална поддршка од чинителите во нашето општество кои припаѓаат на бошњачката заедница. И на првиот, да кажеме, тајминг за пописот што беше во април, ние почнавме со кампања и почнавме со посета на населените места каде што живеат бошњаците. Тоа се 6 до 7 општини, значи градот Скопје и скопските општини, значи општина Студеничани, Батинци, општина Велес, општина Долнени, и одржавме трибини во тие места. Почнавме со Коњаре, општина Петровец, и со Љубин, општина Сарај. Меѓутоа и поради пандемијата, поради рестриктивните мерки, но и подоцна поради откажувањето на првиот тајминг за пописот, застанавме тука со таа физичка присутност во местата. Одвивавме само онлайн кампањи, имавме и 2 настани организирани. Првиот беше со високи представници од политичкиот живот од бошњачката етничка заедница во Република Косово. Вториот беше со представници на фондацијата Али Изетбеговиќ од Босна. Они ни ги пренесоа искуствата од пописот што се одвиваше во Босна. Ние им пренесовме искуства на представниците од Косово за нашиот попис, бидејќи чинам дека и нив таму ги чека пописи, така да можам да кажам дека направивме една солидна кампања во однос на условите кои беа моментално. Бројките на пописот од 90-та наваму, значи од кога е формирана независна држава, кажуваат дека
дека со националното освестување имаме на секој попис имаме помал број на муслимани со големо М, а поголем број на бошњаци, така да сметаме дека беше потребна оваа кампања. Ние како координативно тело немавме многу влијание на тоа да учествуваме директно на терен, бидејќи пописот го спроведуваше Заводот за статистика, они беа надлежни за тоа. Ние имавме само да кажеме консултантска или таква улога. Меѓутоа бевме во контакт со попишувачите од пописните региони од бошњачката заедница, они не информираа за тоа како се одвивал пописот на терен. А ние и пред да почне пописот, како координативно тело во владата одржавме состанок со представници на Државниот завод за статистика, каде што, да кажеме, имавме уверување од нивна страна дека нема да има проблеми технички и слично. На почетокот на пописот доживеавме малку непријатности, повторно беше повторена грешката од пописот 2002, чинам, кога беше последниот валиден попис. Повторно јазикот беше именуван како бошњачки, а требаше босански, меѓутоа таа грешка беше исправена во брзо време. Она што од проблеми и предизвици на терен што се соочувале попишувачите, ние според наши информации проблемите биле од техничка природа, најмногу од техничка природа, бидејќи пописот се одвиваше, да кажеме, електронски, секој попишувач имал лаптоп и не знам што, па не можел да влезе во апликацијата, па немал интернет, па во тешко достапни места не знам како се одвивало тоа. Меѓутоа ги немавме овие проблеми што претходно господинот добре ги наброја, но од друга страна добивме, да кажеме, поплака од наши сограѓани од бошњачката заедница дека доста луѓе останале непопишани. Значи или воопшто не бил, поготово во градските средини, каде што луѓето работат, например, од 8 до 4, попишувачот ќе дојде, дали ќе остави бројче или нема да остави, како го остава тоа бројче, не имаше тука некои забуни, па луѓето мораа сами да ги бараат попишувачите или да одат во општина сами да се попишат. Меѓутоа знаеме дека доста луѓе останале непопишани, но се надеваме, бидејќи од Државниот завод за статистика излегува и кажа дека тие што останале непопишани дека ќе ги пребаруваат преку други бази на податоци, дали од Фонд за здравство, пензиско, не знам како сега они како тоа ќе го прават, ќе вкрстуваат. Да, вкрстување, и се надеваме дека тоа ќе биде решено. Она што ние сме задоволни е тоа што конечно се одржа некаков попис. Бројките ќе кажат тоа што ќе кажат, меѓутоа ние не треба многу да се базираме на бројките, туку треба да спрема тие бројки од пописот да ги базираме политиките на државно ниво, на краток, среден и долг рок, бидејќи без попис не можеме тоа да го направиме. И имаме и освен правата како заедници, имаме исто и други проблеми, инфраструктурни и сите други проблеми со кои се соочуваат и останатите граѓани на државата. Бошњачката заедница не учествуваше и не сака да учествува во такви кампањи, бидејќи тоа е за држава која 20 години немала попис е штетно да се учествува во било каква кампања за бојкот. Ние мораме да имаме бројки пред се, како што реков, и заради сите други политики што треба да ги спроведуваме. Кај нас, за жал, дневно политичките случувања наметнуваат такво темпо, да кажеме, и затоа го имавме тој момент, бидејќи
најверојатно на некои бројките за тоа колку македонци, албанци и останати има во државата, меѓутоа ние како заедница пред се сакавме да видиме колку луѓе има во државата, каде ги има, каде се распоредени, што им треба, со какво образование, каде живеат и слично, па потоа на крај и бројките спрема национална припадност, според кои бројки за жал подоцна ќе се распределуваат права, меѓутоа ние ако навистина сакаме едно општество за сите, тие бројки полека треба да ги ставаме во втор план, а квалитетите да бидат во прв план. Па пред се ние ќе чекаме да ги видиме резултатите од пописот и се надеваме не можеме да кажеме на успешни бројки, бидејќи се надеваме на точни и коректни бројки. Дали тоа ќе биде помалку или повеќе, не би требало да не засега, туку тие бројки ќе бидат индикатор за понатаму каде ни се движи државата, односно каде треба да се движи и каде ни се движела за овие 20 години додека сме немале попис. Но она што ние очекуваме е да добиеме релевантни бројки врз кои подоцна ќе градиме квалитетни политики за општеството. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.